Добра вечер, почитувани гледачи, време е за заспи ако можеш со Драган некогашен уметник Милосавлјевиќ и Горан Момировски, се уште актуелен новинар, чинам. Вечерва имаме намера да зборуваме за културата во Македонија. Уморни сме од политика, нема збор, уморни сме од лошата економска ситуација во земјата, уморни сме од неможноста да се извадат пасоши, од невозможноста да се извадат нови лични карти и така натаму. Практично нема од што не сме уморни, а од културата не би требало да бидеме уморни, меѓутоа таа е фрлена негде на маргините и понекогаш се прашувам дали воопшто постои во оваа земја. Вечерва на таа тема ќе разговараме со двајца господа, морам да признам, иако до денеска не ги познавав лично, на некој начин сме поврзани, едниот е писател, другиот режисер, а јас, како што сум се пофалил повеќе пати во оваа емисија, своевремено бев дел од аматерско театарско друштво, театарот 57, долги години играв на сцената на Штиците што живот значат, а исто така имам напишано еден роман кој што никогаш не е објавен и како што се чини, Бог знае дали никогаш ќе биде објавен. Овдека имаме двајца гости кои што од некоја причина сметаат дека во Македонија наистина може да се живее и да се функционира од културата. Имено се работи за Ненад Витанов, режисер од Велес. Добра вечер. Добра вечер. И за Михајло Свидерски, писател од Битола. Добра вечер. Намерно влегов вака, ми се чини дека во овие времиња да се биде дел од културниот живот, освен што е привилегија сама по себе, на некој начин е и лудост. Лудост затоа што Македонија покажува, особено последниве неколку години, дека културата не игра некоја улога и дека всушност занимавањето со културна дејност е рамно на губење време. Дали сум прав? Така песимистички нема да гледаме на работите. Се бавиме со една убава посвета е бавењето со култура или со уметност. И покрај сите тешки времиња, тешки предизвици, големи работи кои се случуваат на добро или на лошо, сепак во свое име да кажам, а верувам дека и Михајло ќе се согласи со мене. Нема откажување. Нема откажување и веруваме дека уметноста таа водилка која ќе го спаси светот. Убаво звучи. Михајло Свидерски, писател. Убаво звучи навистина. Од тоа да се живее не може, тоа сигурно. Ајде предпоставувам. Дека може, морам да ја победам оваа теза, да. Одлично ако е така. Да, може и тоа сосема добро, доколку политиките кои се креираат за писателите и за уметниците воопшто се во насока на нивен прогрес, нивен креативен развој и така натаму. И сега колку е тоа така, веројатно тоа е главниот момент околу кој што ние се собравме вечерва. Да, луѓето што се занимаваат со разни делови од културата би требало да можат не само да живеат, туку добро да живеат од таа работа, затоа што тие се оние што ја продуховуваат нацијата, кои што ја даваат надеж, кои што ја даваат визија, кои што ја даваат простор за малку повисоки размислувања, така да речеме, меѓутоа се фрлени на маргините, што е факт. И од една страна некој ќе рече кој колку си заслужил, еве и тоа го признаваме, колку те бива, многу често го слушаме оној момент на колку те бива, толку ќе си добиеш, но од друга страна има нешто што се нарекува државна политика за култура или културна политика, бидејќи тоа е обврска на крајот на криштата на Македонија како земја, да им овозможи услови, колку што може подобри на уметниците да творат. Сега, каква е ситуацијата со условите што ги нуди државата, ќе ни откриете вие двајца. Еве, повели ти. Витанов, ако ми дозволите, јас само да специфицирам, да речеме, околу драмската уметност во Македонија. Јас се сеќам на времиња кога како новинар известував на вести, како репортер помалку, за големи успеси на македонскиот театар. Не зборам сега за локалните фестивали, Чернодрински, така натаму. Не знам, пред неколку години имаше Александар Митревски, како се викаше режисерот, Поповски се извинувам, беше уметник на годината во Европа, во Истанбул доби некоја огромна награда. И во балкански рамки, и во европски, да, во апсолутно. Словенија, македонскиот драмскиот театар, македонскиот народен театар, Прилепскиот театар по Белград, по Сараево освојува награди сериозни, стерино позорјак, нели се тие што се ќават
За филмот знаеме дека немаме последно време за жал никакви успеси, ниту комерцијални, ниту уметнички. Што се случува во театарот? Вака се еден вовед во проблемите, да речеме. Добро почнавте компаративно да видиме. Една компарација може да се направи во минатото и денес, друга компарација може да се направи денес македонскиот театар во однос на другите земји. Би тргнал од таа компарација. Нашиот македонски театар во однос на некоја блиска соседна земја, да речеме Србија. Купниот буџет на Министерството за култура за драмска програма за оваа година, за 24-та година, е 47 милиони денари. Во тоа спаѓаат и националните институции, и поединци или здруженија на граѓани кои прават продукција, тоест театарски представи. 47 милиони денари 47 милиони денари. Тоа е некаде околу 700.000 евра. За сите театри во Македонија. Не само за театрите, туку и за независните продукции, за се што е во театарска дејност, да се направи театарска продукција, театарска представа. За компарација, нема да земеме земја од членка на Европска унија од регионот, Хрватска и Словенија. Веќе ги земеме нашите соседи, Србија. Тоа е буџет на 1 до 1,5 Белградски театар. Целокупниот буџет за театар е колку 1 до 1,5 Белградски театар. Во Белград имаше ланската година или пола ни можда имаше театарска представа што чинеше 1 милион евра една театарска представа. Не ми текнува сега кој беше. Значи има секакви, има различни продукции и таму се рангираат. Меѓутоа буџетите со кои располага македонскиот театар се мизерни. Слободно можеме да кажеме дека сме на некое дно во регионот за Европа и да не правиме муавет, дека немаме, можеме да разговараме парцијално, добил овој колега, јас не сум добил, ќе влеземе само во доменот на малограѓанштината, на, како што кажа, јас вредам, ти не вредиш и така натаму. Главен аргумент дека оваа програма не е како што треба направена, е висината на сите средства кои се определени за драмска програма. Имено, големите театарски институции кај нас. Ќе тргнеме од Македонскиот народен театар. Има добиено 3 продукции. Вкупно 3 продукции. Драмски театар 3 продукции. Театар комедија, еден од театрите со најголема посетеност, 2 продукции. Театарот кај што доаѓам, Велешкиот театар, 2 продукции. Битолскиот театар, 3 продукции. И натаму да не ги редам дека се 2 или 3 продукции за цела година. Тоа е рамно на половина сезона. И со тие буџети со кои располагаме, јас не знам како ќе го избуткаат некако, меѓутоа квалитетот на представите, имено визуелниот дел на обликување на представата, костимографија, сценографија, шминка, пластично објаснено, сето тоа ќе мора да се намали максимално. Тамо каде што ќе треба да има некаков спектакл, вие ќе добиете мини спектакл или воопшто нешто што наликува само на тоа. Тамо каде што ќе треба да има многу дим, вие ќе имате некој пали упалјач. Сега нормално карикирам, меѓутоа тоа е тоа. И веројатно и платите на, сега не сум сигурен како да платите на актерите, тие се некоја посебна категорија. Меѓутоа мотивот на уметникот е секогаш да го сработи тоа што може во оптимални услови, не во идеални, меѓутоа во оптимални. Во некои оптимални. А кога ќе добие креативниот потенцијал кој го поседуваат нашите уметници во Македонија е огромен. И на овој начин е потиснат, заради тоа што не може да има средства за ова, за сценографија, за костимографија и така натаму, да не ги набројувам повторно, а ќе дадам и примери. Да речеме, колеги што има добиено 150.000 денари за проект. Театарска представа. 2.500 евра. Да. Грубо 200.000 денари, 180, такви суми. И добро, што со тие пари објективно, што може да направиш? Ништо не може да направат, ништо не може да направат. Евентуално монодрама на улица. И монодрама е пак има некој свој захтев, највеќе изнајмување на простор. Каде тоа ќе се случи? Значи, треба да тоа влегува, така да... Нека да им прават услуга театрите, се наоѓаме едни со други, да можеме да си помогнеме во некој момент. Меѓутоа, срамно е да му се определи на било кого 150.000 денари за продукција. И тоа се најчесто колеги кои не се вработени, кои единствениот начин креативно да се изразат во театарот и на тој начин, националната програма.
и ќе добие 150.000 денари. И ќе дојде некој ќе гледа представата и ќе каже сиромашна е, не знам, и недостасуваат многу елементи. И не ја гледа И со право е, затоа што тој не сака да знае зошто вие имате 150.000 денари. Човекот му кркора цревата на сцената. Па, ама, пошто не може да јаде секогаш во право. Гледачот секогаш во право, претпоставувам. Така е. Тоа се створи бидејќи Министерството за култура во својата годишна програма, да појасниме само малку за гледачите што значи годишната програма за проекти од национален интерес. Тоа е конкурс кој што Министерството го распишува еднаш годишно по области и по дејности. И тука има издаваштво, драмска дејност, интердисциплинарни проекти, музичко-сценска дејност, ликовна дејност и така натаму. Конкурираат уметниците на тој конкурс. И сега се ствара проблем во однос на одлучувањето кој да ги добие тие проекти, колку комисиите се компетентни. Ние сега имаме за жал од она што имавме увид да го видиме луѓе кои што се некомпетентни да одлучуваат за проектите. Само мало подпрашање. Во секоја дејност има комисија која што одредува за таа од неколку, да. Јасно е. И сега тие луѓе, ова вие што го тврдите, на пример, не мора да речеме за театарска уметност, има комисија од 3, 4, 5, колку и да се членови, кои што треба врз база на својата знаење, стручност, компетенција да одредат. Меѓутоа вие велите дека меѓу нив има луѓе кои што тоа не го заслужуваат. Меѓу нив има луѓе кои што ги гледаме на партиски трибини од власта. И токму тука се компрометира начинот на нивното одлучување и можноста тие да се екстрахираат од политиката и да бидат професионални во својот, во односот кон работата која им е зададена. Другиот аспект е па колку тие се стручни и нивното појавување таму, бидејќи наидовме на многу нестручни имиња, односно имиња непознати за нашата фела. Сосема анонимуси кои што некој одредил дека ќе бидат комисија и со решение на министерот тие стануваат комисија. Тоа значи вие сте писател, на пример, и сега вие сакате да издадете книга, роман, што и да е. Ме оценува некомпетентна комисија, да. И тоа не се разбира во книжевност. Да, тоа моите колеги страшно ги иритира. Посебно во овој конкурс и за оваа година состојбата е сосема драматична и погубна. Што значи тоа сезон драматична, разлика од минатата година, велите, сега е подраматично. Па и години назад мора да кажам, но овој пат е влијанието на политиката во одлучувањето на проектите овој пат се огледа во вистинската светлина. Јасно, видливо е мешањето на партијата на власт во одлучувањето на проектите. И тоа ги иритира уметниците, уметниците излегуваат. На социјалните мрежи преполни се социјалните мрежи со реакции. Добро, што значи тоа во превод? Се бара од уметникот да има партиска книжка, се бара да има некаква јавна поддршка кон актуелната власт, се бара ништо не се бара, напротив, чувството на уметниците е дека се фаворизираат некои луѓе кои што се блиски до власта или на некој начин партиципираат во неа или нивни блиски членови од семејствата и така натаму. И нив им се даваат огромни суми. Чист професионализам, значи мерит систем до... Мерит систем во наводници. Додека пак на уметниците кои творат, а најчесто тоа се талентираните, нив не им се дава ништо. Нивните проекти се игнорирани и одбиени. Тука лежи проблемот. Проблемот лежи во односот на Министерството за култура, начело со министерката, кон уметниците. Уметниците не можат и не смеат да бидат игнорирани. Тие се гласот на општеството, тие се двигател и нивниот глас мора да биде чуен. Колку и да е негиран, колку и да е потиснуван, сепак тоа се интелектуалци и не може да не добиваме одговор од Министерството на прашањата кои ги поставуваме. Зошто ова е вака? Кој во комисија ви имавте проблем да дојдете до комисијата? Која е комисијата? Министерката 3 дена не ја кажува комисијата. Па вчера ја објави со линк долу во една маргинален пост на конкурсот. Што значи тоа? Да не се види кои се луѓето во комисијата? Да, сакаат веројатно да ги скријат. Иначе секоја година се објавувале, не биле проблем членовите на комисијата јавно транспарентно. Зашто би биле тајна? Сега тука се наоѓаме во зборник. И кој е профилот на, не мора со имиња се, кој е профилот на овие луѓе? Познати, непознати? За нас непознати од фелата. Добро, работиме веќе 10 години успешно во нашата
струка. За нас Издаде некоја книга предходно биле? не се работи за најчесто за луѓе кои што немаат допирни точки во комисиите, токму затоа е и револтот на уметниците. Револтот на уметниците месари, што има таму? Разни струки, професии, членови на невладини организации, основачи на невладини организации, еве конкретно гледав за Битола, пошто таму доаѓам. Во интердисциплинарна дејност имаме основачи на некои невладини здруженија во Битола и кои што си доделуваат суми, можеби и на некои блиски, а ние немаме увид веќе во таа работа, но многу симптоматична е целата ситуација и уметниците реагираат. Ликовните уметници реагираат, писателите реагираат, музичките уметници реагираат. Се створи една маса на луѓе која што веќе не сака и не може да го поднесува овој... Свесни се дека таа маса, јас барем, ја следам јавноста 30 години, не ја гледам. Да, постои, како не. Не, дефинитивно постои. Знам од контакти мои со луѓе како вас. Сега станува видлива. Сега станува многу видлива. Но некако како да сте молчаливи. Знаете што очекувам од вас? Во Германија често пати одам и други држави, излегувале луѓе, голи се облекувале, се зборувам за некаков начин на протест кој што ќе привлече внимание. Од вашата фелаца, не писатели, па и генерално луѓе од културата, не го гледам тоа. Некако како да сте премногу мирни. Можеби порано, но сега не. Сега веќе е достигнат врвот на иронијата, нестручните и некомпетентните да одлучуваат за стручните и компетентните. И тој абсурд веќе за да ги исфрлат стручните и компетентните. Едно прашање за двајцата, ако ми дозволите. Критериуми во оваа работа, од тоа што јас го следам, нема многу. Зошто било која влада, сегашната, идната, здравје, не направи еден експеримент? Во првата година секој да му биде дозволено да избере по сопствено убедување, зборам министер, нели, комисии, драмски представи, книги издавачи. Да видиме на крајот на годината таа драмска представа колку луѓе ја гледале. Дали добила некоја награда, дали учествувала на некој фестивал, дали таа книга е продадена над 500 примероци, дали таа книга е во некаков, не знам, некако... Постојат мерила во Министерството за култура при носењето на одлуките. Сакам да кажам, изолирани не се почитуваат. Првата година грешите, втората година извинете, ама нема да добиете. Се разбирам. Тоа е системот на, пак ќе се вратам малку на кога гледам преку границите, а тоа е системот на евалуација на проектите, тоест не е само начинот додека се одобри проектот, туку и после завршувањето на проектот, кое е неговото влијание, која е неговата цел и што постигнал тој проект скратено. Тоа е основата, тоа е суштина. Тоа е основата, меѓутоа тој кај нас тоа не се прави, туку се сведува на давање на завршен извештај, дека се заврши представата, да речеме таа и таа, имаше толку и толку изведби. Да ви кажам, сеедно е дали ќе има 2 или 200. Значи тоа е само формално и ништо формално и збориме за реални, ако има 200 се извинувам. Ако има 200 е друга приказана, не е се. Имаме колеги кои имале изведби 200 по еден гледач. Така имале големо влијание во средината и не добиле проект после следната година. Има разни примери, значи тоа е работата дека немаме, како што кажавте, немаме начин, воспоставен начин во кој нема да влие приватните, политичките или било какви други врски врз донесувањето на одлуки во годишната програма за култура. Како го толкувате ова? Министерката Бисера Стојчевска Костадиновска или обратно, Костадиновска Стојчевска, не сум сигурен. Ние ја памтиме по друго, по настап во собранието. Свое време, да. Таа е од Битола. Некој вела, намерно вас ве прашувам. Најкултурниот град во Македонија, да не се навредат другите. Да. Ќе се навредат. Не, следејќи го прашувам намерно затоа што министерката е од Битола, а некој велат дека таа ако нешто се обидува да го пропагира и да му дава предност, тоа е на битолската култура, односно на битолските културни работници. Па, јас не има ли добивам вистина таков печаток. Јас не добивам таков печаток. Ете, единствената издавачка куќа во Битола, Восток издавачката куќа, не доби ниту еден проект за прв пат во историјата на нејзиното постоење. За прв пат во историјата? За прв пат. Оди контра на... Ама тука има нешто друго, друга символика. Восток, знаете, дека е руски збор,
Па добро, но тоа не бродот на е Јури Гагарин. заради добивала руско и- име. Заради руско име, ако не доби, тоа е малку па... Ја не би се изненадил дека и такво нешто не. Не, например, еве и проекти кои што се од големо значење, од национален интерес вклучени во нивната програма. Например, капитален превод на физика на Аристотел. Сега, комисијата не позна кој е Аристотел, ниту министерката не позна кој е Аристотел, а капиталното дело е од ите каков национален интерес да биде Аристотел преведено. Аристотел, може тоа е проблемот. И Мора да се шегуваме, се извинувам. да, секако, иронијата е оружје наше, нели? Мора малку нема да ја друго. иронизираме. Нема друго. Сега министерката и незините комисии не го познаа моментот Аристотел да биде преведен на македонски, но го познаваат моментот автори кои што се анонимни и недокажани, а се блиски по некои структури да добиваат по 200, по 300, по 500 илјади денари, по 1.500.000 денари, по 2 милиони денари. Имавме и таков случај во интердисциплинарна дейност. Да, зборите ви 32.000 евра да. годишно за каков е тој проект. Па проекти во интердисциплинарна дейност, за жал немаме ние образложение во... Тоа интердисциплинарна дейност е многу... Кога некој ќе ми спомне интердисциплинарна дейност и кога ќе спомне НВО, мене веднаш ми се накостреше во кошото, бидејќи тоа е... Во тоа може да ставите се што сакате. Тоа ми е зборот. И да го оправдате инсталација во простор своевремено мојот кум правеше инсталации во простор, да го поздрав. Тоа е, ако ми простите на мене, едно ништо. Меѓутоа тоа ништо може да одлее прилично пари од нечија каса. Да, во сите дејности се предвидени Мислам, буџети. супер да го има, да не се разбереме. Но ако имате навистина многу пари, ако сте Шведска па да им давате на сите, претпоставуваме добро. Овде каде што секоја пара насушно е потребна, навистина е проблематично кога парите се даваат на нешто таму. Точно така, треба да се води сметка и токму за тоа реагираат уметниците. Уметниците се огорчени од ваквиот пристап на министерката и незината клапа со комисии кои што она ги формира, нели? Министерството ги формира комисии. Министерството ги формира, меѓутоа во принцип министерката конкретно е таа која што го има тоа дискреционо право да ги оди. Да, така Да е. се вратиме малку на Витанов, да му дајме него простор малку повеќе. Во драмската уметност, колку представи се финансирани преку оваа национална програма за култура и колку од тие представи навистина предизвикале некакво влијание, дали уметничко, дали комерцијално, дали, не знам, се спишувало за тоа, некоја нова идеја вовеле во театарот. Колку од тие навистина заслужиле пари? Преска неколку продукции кои што добиваат пари. Не, значи купниот број на продукции, ова е за наредна за 24-та година, нема држате за збор околу 50 и нешто, заедно зборувам двете програми за национални установи и за Сдружение на граѓани или поединци. Тие се тие 700.000 евра? 700.000 евра е вкупно Во 50? целото. Вкупно целиот буџет за програма, за правење на представи е тоа. Ту сакам да направам математика. За 50 и нешто 700.000 евра на 50 представи. Така, ќе му дојде. Па вие Јас поделате, извадате просек колку е тоа, ќе видите дека тоа математика е ми е слаба страна, ама 2-13.000 евра отприлика или 15.000 евра, 14.000 евра, еве поточно. Мислам дека е помалку, но небитно како и да е, дека мора да има после тоа системно оценување, колку една представа е на репертоарот. Можем да ја наброам неколку представи кои се во Македонија, кои се на репертоарот па повеќе од 7-8 години. Тие популарни, популарни, да го земеме како еден критериум популарност, посетеност, омиленост кај гледачите и така натаму. При системот на одлучување, тоа не се зема во предвид. Системот за одлучување кој ќе конкурира истиот режисер. Како не се зема предвид? Па не се зема во предвид, се зема во предвид критериумите кои ги наведе Михајло, блискоста на еден со друг и нема по-суштински да се и поголема продукција мора да има. Ќе наведам еден друг проблем, дека сите млади режисери нашава држава произведува од Факултетот за драмски уметности на 4 години прима класа режија. Имаме уште еден државен факултет и еден приватен факултет. Има луѓе што се образуваат во странство. Актери и режисери. Колкав е процентот на луѓе кои не добиле ни прва шанса? Бака ќе, по моја слободна проценка, тоа е еден преку 50% од луѓето кои се образувале не добиле шанса ниту еднаш да режираат или да настапат професионално во професионална представа како актер, режисер.
И да настапат. Ајде, за актери. режирање, да речеме, можда и има. Имавме сега скоро конкурс за вработување во еден од нашите национални театри. За 10 места имаше преку 80 пријавено кандидати. Па вие видите колкав е обемот, колку не се опфатени на било кој начин колку актери не се опфатени на било кој начин во институциите или во општо во продукцијата театарска. Тоа е огромен број. Прилично Затоа страшно. треба да се постави прашањето дали ако тоа што не се произведуваат толку актери, кадри, нека има одредена, Нека има на 8 вишок години, на- на 6 години. Ако Добро, е но така. тоа е кога тоа Мада би не се се оставило согласувам дека така, е тоа. апсолутно, тоа би било погубно како една држава Целиот да се генерации, откаже да од цели нема- генерации уметници. Морам да ја признам дека се подготвував за емисијата, читав малку, интересна ми е оваа преписка условно кажано која што се води на релација министерката Костадинска Стојчевска и нашиот актер Зоран Љутков, кога нашиот мислам на познатиот македонски актер Зоран Љутков. Објективно тој е представник на опозицијата, меѓутоа тоа не го намалува неговиот актерски профил и не го намалува неговиот допринос во културата во Македонија. Тој спомнува, бидејќи тој од Велес, нели? Спомнува дека за рациновите средби биле одвоени во годинашниот буџет фантастични, неверојатни 83.000 денари. 1300 евра. 83.000 денари. Мислам дека тоа не е демантирано. 83.000 денари е колку нешто повеќе од 2 плати би му дошло просечни или така во Македонија, нешто со кое што еден фестивал не е доволно веројатно ни аранжман да направи на сцената каде што треба да се настапи или што и да е. Посебно и реакцијата на министерката во вчерашниот ден. Имаше реакција на Да, веројатно на прозивката од прилично Љутков. остра преписка, односно реакција. Реакцијата е уште покатастрофална од самата сума. Од реакцијата вика вака, рациновите средби, Министерството за култура не ја намалува вредноста на рациновите средби. Само не им дава пари. Да, досегашниот носител на манифестацијата општина Велес за прв пат по 60 години не аплицира, туку делегира овластување на ново здружение на граѓани кои со своето портфолио нема искуство во организацијата на ваков тип на настани. Не е јасно зошто самите одлучуваат да ја намалат традицијата и покри критериумите на Министерството за поддршка на традиционалните вредности. Океј, изјава. Конкурсот го имаме на кој се конкурирало тоа исто здружение во кое јас сум председател. Добро? Учество на годишните конкурси. Право на учество на годишните конкурси имаат правни лица и физички лица, државјани на Република Македонија. Под правни лица се подразбираат установи во областа на културата, локални, приватни, единици на локална самоуправа, здруженија на граѓани како што е нашето, и да натаму да не ги набројувам кои се регистрирани согласно закон. Дали Министерката за култура ги менува условите на конкурсот после завршен конкурс? Дека овдека вика дека сите може да конкурираат, здруженија на граѓани, установи и така натаму. Добро, а потоа излегува дека Потоа баш излегува дека општина Велес за прв пат по 60 години не аплицира, туку делегира овластување на ново здружение на граѓани кои во своето портфолио нема искуство. Добро, во ако е организација. законски, што е проблемот? Имаме искуство, значи 2 години организираме фестивали од театарската дејност и рацинови средби. И не е за прв пат дека е делегирано, ова е 4-то здружение на кое му се делегира ваква надлежност низ историјата на рациновите средби. Значи самата едноставно на изјава министерката не и се допаѓа и тука е затворен цитат, претпоставувам. За да предпоставам, не можам да кажам што е, меѓутоа можам да кажам дека ова не е точно. Дека не е точно и не е согласно условите на конкурсот. И дека не е прв пат здружение на граѓани да биде делегирано за организација на манифестацијата. Но затоа, од годишниот конкурс, 30.000 евра ќе отидат за едно друго здружение на граѓани кое што ќе организира фестивал во соседно Косово, пријателско Косово. И сега да прашам двајцата, како се чувствувате вие кога вашите проекти, внимавајте, станува збор за Кочо, Апостолов, Солев, Рацин, Коста, добива 83.000 денари, а некој некаде во Приштина ли кај Се работи за фестивалот 30.000 евра. 30.000 евра. Значи се работи за фестивалот Мој Сију во Приштина и сега тука има некоја многу интересна, мораме да го објасниме ова ситуација. Значи во насловот каде што тоа е програма за меѓународна дејност за национални установи, стои реализација на фестивалот Мој Сију во Приштина. Веројатно Мој Сију се чита со големи букви, меѓутоа министерката тврди дека не се работи за организација, туку за учество.
на фестивалот. Тоа е уште пострашно. Бидејќи учество значи дека вие ги плаќате сместувањето, патните трошкови и некој хонорар. Тоа е уште пострашно за ваква сума. 30.000 евра за Ме учество разбирате, на за фестивал. Приштина од Кој Скопје. ќе учествува таму? Не разбирав само. И то, па сега не ми е јасно ни на мене, затоа што Имаме тука насполи пишува само, не дека може да го знаеме. фестивалот Мојсиево во Приштина, Македонија учествува преќогодишната програма за меѓународна дејност за национални установи, реализација на фестивалот. Мојсиево во така. Приштина. А потоа министерката објаснува дека не се работи за организација, односно реализација, туку за учество. Не е корупција, криминал. Тоа ја Министерката сега- во ствари ништо не објаснува бидејќи одбегна да одговори на било кое прашање што уметниците го поставуваат за отчетност, транспарентност и така Но Приштина е на натаму. 100 километра од овде. Тоа ми е Помалку, зборот. помалку. Помалку е од тука А е. на еден час нејзината од тука. улога е Министерството да биде сервис на граѓаните. Граѓаните плаќаат даноци и бараат одговор на овие прашања. Каде се нашите пари? Тоа е во секоја држава европска и секаде во светот имате таков реципроцитет, balance of power. Ги даваме, плаќаме персонален данок, данок на додадена вредност, акцизи и така натаму. Каде се нашите пари, каде се трошат нашите пари? Ние не можеме да дојдеме до одговор заради некоја ароганција, не знам, нема отчетност, не постои од страна на министерката, каде се нашите пари? Наш обичниот граѓанин што јас плаќа сега дека данок. зборувам за чиста логика. 30.000 евра еве нека е за учество на фестивал во Приштина. 83.000 денари за Рацидо и Среди. Или не знам некакви ситни пари за Ристо Шишков фестивал, за скомраки. Зашто разговараме ние овде? Несразмерност на... Во Њу Йорк да гостувате, веројатно тоа се Значи многу би биле 4-5 многу пари. македонски фестивали се финансирани со помалку пари колку што ќе добие едно гостување во Приштина, каде што пак се по логика некаква, ние не ги знаеме детално работите. Една И екипа не од можеме и да ги знаеме, тоа е уште Ма добро, во што е Сиднеј најстрашното да, од во се. Сиднеј да се учествува на фестивал, ќе разбирам, на крајот на светот е таму или Не, не знам. знаете во- како, во Приштина Њу е Йорк на еден барем. час од тука. Автобус еден испратите луѓе, 30 луѓе до Па, Приштина, математика. ќе чини 1000 евра и да јадат луѓето таму 2 дена и да спијат во хотел, нема потреба да спијат во хотел. Се збориме логично. Значи овде некој испрел пари, ја ќе се дозволам да го кажемо, или некој направил пола-пола. Овде не гледаме друга логика. Вие Затоа и Страшното е, се... извини Михаил, страшното е и во ова, уште една димензија на националната програма, дека е така произволно, има и учество на фестивал, и организација И на реализација, како ќе го толкуваш? Се произволно ставени, значи не може произволно. Или е учество на таа и таа театарска трупа таму, или е организација на фестивал на тоа и тоа конкретно место. Не може да биде едното и другото. Самото по себе е контрадикторно. А колку е тоа внатре има грешки, има еден проект одобрен, една представа, јас ја работев пред 10 години. Се викаше Детектор за лаги, јас сум Ненад Витанов, авторот беше Василиј Цигарев. Во оваа програма ја има истиот наслов текст, некој друг го работи, тука не е ништо спорно, меѓутоа автор е пишан Василиј Витанов. Јас таков не познавам. Дали име Тоа е вашето не намерна презиме? грешка, меѓутоа тоа не е сериозно да излезе во национална програма името на авторот и моето презиме за некоја представа што сум ја работел пред 10 години. Значи тоа не е сериозно да влезе без филтер да помине нека е грешка случајно, не може да биде во национален документ тоа. ја проверивте жиросметката? Ќе проверам се надевам дека ќе има Добро, нешто. кога збориме, не знам дали вие сте вистинските за меѓутоа зашто да не? Сепак сте уметници. Капитални инвестиции во културата, повторно ќе се повикам на Љутков, вели издвоени се за театарот во Тетово во овие неколку години фантастични пари, преку 40 милиони евра. Ако добро прочитав, што су стравични пари, театарот уште не е готов. Многу интересно. Од друга страна, Почна да се гради уште пред 7-8 години, мислам дека. И повеќе. И повеќе? не знам универзална сала дали влегува во тој вид на капитални инвестиции, меѓутоа таа зјае, колку што јас кога поменувам тамо гледам дека ништо не се случува. Театрите во Скопје не гледам дека нешто се случува, некоја обнова или некаква нова изгледба, не знам како е не знам во Струмица, во Велес, како и да е. Во Велес имате нов театар вие таму, не? Нов театар имаме. Во истиот период беа започнати неколку капитални инвестиции, зборувам за театарот, тоа е театарот во Струмица. Но тоа Да, зборувате и во во Струмица. минатата влада на ВМРО да помине, Така, не сега. И театарот во Струмица, турскиот театар во Скопје имаше проект за готов проект во некоја финална фаза за изградба на драмскиот театар во Скопје. Тука и театарот во Тетово и
во некоја почетна фаза, сега во моментот прочитав за изградба на театарот во Прилеп. Дали има некој завршен проект, ме интересира? Нема, такво нешто А нема да видиме. Почнат и завршен, тоа секако нема. Имаше претходните години во Куманово е почната реконструкција и таа реконструкција 2 до 3 години колку што јас имам, онака колку што имам видено и слушнато од колегите, таа стои. И сега има повторно определено пари. Тие пари претходните години се определуваа. Меѓутоа со ребаланс, со нереализација на средствата, не се реализира, не се ефектуира, не се правеше до крај проектот. Не ми јасно, каде одат парите? Ние едно време со Драган уште пред 3 години запнавме сериозно, запнавме со црквата во Курбиново. Да. Значи, имавме неколку емисии, постојано зборувавме на темата и ги фати срам, веројатно, тогаш беше друг министер, и почна проектот тамо и се уште трае небитно. Затоа што се работи за црква со исклучително важно културно историско наследство од светска категорија. Затоа ги фати срам, зборот не беше. Каде одат парите? Еве за продукција на книги, например, ако можам така да кажам, продукција на книги, издаваштво. Каде одат парите? Дел од нив одат секако и кај издавачи во прави раце, а голем дел одат кај анонимни физички лица кои што не ги познаваме. Односно физички лица немале, не. Некогаш се прават фирми пред конкурсот и се конкурира другиот ден. Или физички лица кои што се јавуваат миговно. Во овој миг земаат суми по 200, 300, 400, 500, а некои 1.200.000, знаеме, 1.400.000 денари и ги снемува. Ама зашто ги земаат тие пари? Видите, по разни дејности има разни области. Имате област издаваштво, интердисциплинарната дејност. Таму се зема по милиони нешто заради повеќе уметности споени во едно. Но зарем тоа не треба да се прикаже на крајот на денот нешто да има од тоа производ некој? Тоа е разговорот кој што го водиме ние уметниците меѓу нас. Револтирани сме дека не постои механизам да има отчетност. Мора да се создаде и има начини. Мора да добиваме одговори. Можеме да направиме паралела, еве макар со регионот како книв се регулира тој момент. Ја никогаш не сум слушнал вие негде да добиете пари за нешто и потоа всушност во Фитар тоа се случува, ако не се лажам, на горна милијата. Тамо се десетици милиони евра. Каде што вие имате пари добиено за проект и потоа никој од вас не бара тој проект да го презентирате, да го покажете, па што сте правеле? Бараат наративни извештаи и финансиски како се распределени парите и така натаму и треба да постои проект, но проект прават тие лица на начини нив познати. Што само на хартија? Па можеби и така, да. Имаше во Тетово пред 4-5 години една таква национална програма, имаше драмска представа во стан во Тетово се одвиваше представата. Имаше индици по разни основи дека некаде и фиктивно дека се и дава извештај на нешто што реално немало реален продукцијски процес. Реален продукцијски процес на пишување на книга, не знам, 1 година, дека реално изготвување на представа 3 месеци, дека таков процес не постоел, дека има фотографии, документација и така натаму, доставена до министерството и таа не се проверува. Таа не се проверува, туку се става, се архивира финансиските извештаи, наративните. Нема во министерството механизам за оваа работа? Па знаете каков е, прво ја и да го оспорам и самиот механизам на учество на националната програма. Дека овој модел е потполно застарен, потполно во смисол објавија колку проекти пристигнале. 3000 и нешто, не знам, колку беа за која дејност. Еве дека земеме дека се толку. Не може да ги прочита физички 365 дена да чита комисија, не може да ги прочита прво. Заради тоа што тоа е огромен обем. Значи се бира по име, по презиме, по овој на тој ќе му помогне, овој на оној ќе му помогне. Физички е невозможно. Затоа во драмската дејност има подолго време идеја дека треба да се направи делегирање на надлежноста. Управниците на театрите, директорите на театрите се без ингеренции, само ги трансферираат пристигнатите проекти до министерството. Министерството одлучува за тие проекти, им ги враќа на реализација. Од реализација тие вршат, прават извештај и го враќаат пак во министерството. Која е улогата на управникот на театарот? Да, ќе направи некој скретничар. Да, некој потесен избор на режисери и дела што ќе се работат, меѓутоа тоа е многу централизирано и гарантираме, нека ме побие кој сака. Не е возможно да ги прочитаат во рок од 1 месец колку што стои, колку што заседава таа комисија, не е возможно физички да го 24 сати да работат, не можат да го прочитаат сето.
огромен обем е тоа на листови хартија. И тоа значи дека решението е некогаш ќе откриам јас сум член на една комисија како сето тоа функционира. Тоа значи дека решението оди по линија на кој ни одговара на нас, овие другите ни видени, ни слушнати. По Вибер и по Да, тоа значи теоретски вие може да имате, не велам дека имате, ама теоретски може да имате ремек дела во своите раце, феноменални идеи, најдобри, најквалитетни актери, режисери и сето тоа, меѓутоа да не бидат воопшто прочитани. воопшто да не биде, воопшто да дојдат на дневен ред. Но овој пат кулминира. Овој пат уметниците преплавени се социјалните мрежи од реакции, негативни реакции. Преплавени се бидејќи овој пат тој систем по кој што го кажувате кулминира. И уметниците се сепак интелектуалци, луѓе не може да бидат игнорирани и замолчувани. Тие секогаш наоѓаат начин како да се изразат и како да се спротистават на таа работа. На работата кога министерот одлучува кој да земе, а кој нема да земе проекти, со неговото дискреционо право, нели? Има такво право тој да одлучи по Па тоа е еден од главните проблеми всушност, не само во Министерството за култура, на повеќе. Тоа дискреционо право. И на министерот за надворешни работи, и на министерката за култура, и на еден куп министри кои што им дозволува практично по свое наоѓање без грам одговорност да носат одлуки кои што можат да бидат и погубни. И погубни, еве не велам дека секогаш се, и во најмала рака да им направат сето на еден куп талентирани луѓе. Так. Јас си го разбирам бесот. Меѓутоа, од друга страна, морам да ја прашам, Сидерски. Океј, велите на социјалните мрежи се бунтуваат. Го читам и јас тоа, навистина, на секаде. Особено писателите се гневни, тие секоја година се гневни, морам да признам. Меѓутоа, тоа не е доволно. Објективно. Затоа што тој што е од другата страна вели е добро, галамат, сега пежоративно го употребувам зборот, галамат на Facebook, ќе им помине. Не е sejedno, сепак мислам дека не им е sejedno, бидејќи некаде и реагираат, па им се јавуваат по телефони, во приватни пораки, па уште толку ќе ви прифатиме, уште онолку се пазарат и така натаму. Ајмо и така пазарење. Да, за да ги замолчат, за да не на мои колеги им се јавуваат, им се јавуваат вработени на министерството и така натаму дека избришете ги постовите, па толку и дојдовме до една жална ситуација каде што мерит системот не функционира, не е невидлив, не постои ниту малку стандард или мерило со кое што ќе може да се настапи на културната сцена. Културната сцена е овој пат е збришана и лишена од своето значење култура. Веќе нема култура и ние сме сериозно загрижени и реагираме и не само физички лица, реагираат и национални установи, поединци од националните установи. Еве на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков не му е одобрено ниту едно списание за прв пат во историјата на неговото постоење. Списанието македонски јазик, македонистика и етимологика македоника. Па тие не се потребни, знаеме сите, тие се целосно непотребни. Евентуално се јазикот на Северна Македонија. Северно-македонски јазик можеби ќе добиеле. Повторно сега се шегуваме. Значи излегува дека оваа програма, освен ова последново што го кажавте, е многу силен политички символ. Ова практично излегува дека македонската држава не сака да учествува во афирмација на македонскиот јазик, внимавајте, во моменти кога ние сме со сериозни предизвици по идентитетот, бугарските тврдења дека не постоиме, дека бугарскиот јазик и со македонскиот и дека македонскиот јазик е всушност западно бугарско наречје и така натаму и така натаму. Значи колку е овдека политика да се уништи македонската култура, сака видам најдиректен, а колку е трансфер на пари на членови, симпатизери, промотери, пропагандисти на владеачките партии пред СДСМ и ДУИ. Токму затоа се жестоки реакциите. Овде веќе не можеме да кажеме дека се работи за нестручност на комисијата или некадарност. Овде веќе има, можеби, прашуваме дали има директна интервенција од страна на министерот во носењето на проектите. Дали министерката и ние имавме реакции дека е нестручна, некомпетентна, не доаѓа од фелата, она е методичар на настава во јазик, предава на педагошки факултет во Битола и така натаму. Но за кого зборувате сега? За Бисера Костадиновска Стојчевска, да, она не доаѓа од фелата на културата, никогаш не работела култура. Те преведувач, така? Таа е методика на настава во јазик, методички предмети, методичар. Но еве по да кажеме
по политичка основа е ставена на ова место министер за култура, сега ние не добиваме отчетност, ама имаме и нестручност. Ние се соочуваме со пинг-понг ситуации. Уметниците се фатени во еден кош и врзани заради нестручност и некомпетентноста на еден човек. И тоа е апсурдно и жалосно. Тоа е едниот момент. Другиот момент е, вие немате нестручност и некомпетентност и непознавање на работите, на јазикот, на традицијата, на културата, во случајот со списанијата за македонски јазик институтот. Значи, тука го отварате и идиот треба да сте, да не ви е јасно дека ова се работи за навистина национални проекти. Овдека нема национален интерес, да. Така е точно. Значи овде нема алиби дека некој не видел и не знае. Македонскиот јазик сите го говорим, ли треба да го говориме сите. И замислете, и директорката на институтот не излегува со изјава за да не се буни воопшто. Да, воопшто не се буни, значи колкава политичка послушност, тоа е и жално и срамотно. Треба да излезе и да каже трите списанија на оваа институција, на Институтот за македонски јазик, Крсте Петков Мисирков, се одбиени како проекти од национален интерес. Ово е апсурд да се исправи. Еве, може да се исправи, постои жалба по однос на решенијата кои ги носи министерката. Пораката е поразителна, да. Директорката не треба да излезе да каже дека не се прифатени проекти. Треба да излезе да се даде оставка и да каже во знак на протест. Вистински интелектуалец, ајде таа не е уметник, јазичар лингвист, ќе излезе и ќе каже, извинете, ова не е мојата држава Македонија. Не знам, во театарот ја малку ние театрално... Ќе се вратиме сега на рационалните средби. Рацин, дали треба да зборуваме за столбот на македонскиот јазик Рацин, кој пред неговата кодификација, формална кодификација од Блаже Коневски, тој пишувал на овој јазик кој ние денес го зборуваме. И одбележувањето на неговото име, дело и сеопшто значење за нас како македонци, како македонска држава, ние викаме, бидејќи Министерство за култура вика, бидејќи е тој и тој, ќе го избришеме Рацин. Тоа е само формален повод за да се тргнат... Но не ве брише вас, го брише Рацин. Го брише Рацин, тоа е поентата, дека воопшто не се работи за нас. Формален повод за да има што помалку луѓе кои го чествуваат и го гледаат како символ на македонската држава. Тој единствен Рацин. Исто така, ова сега што го кажуваме лошата страна на тоа. Апропо објавата на министерката, ќе кажеме дека ние ќе го направиме годинешното издание на Рациновите средби уште подобро, веќе имаме најави од одредени поединци, луѓе кои сакаат да помогнат, дека без разлика на ваквата поддршка која ми е срамно е да ја кажам, од Министерство за култура, Рациновите средби ќе бидат како и секоја година, ако не и подобри оваа година. Да се надеваме дека ова е тој уметнички дух, ова е тој револуционерен дух на Рацин. Може би беше ланската порака на Рациновите средби, а тоа беше Рацин без компромис. Оваа година уште појако ќе биде тоа без компромис. Може математички да го пресметаме, од раѓањето на Рацин има 100 и колку години, 5-6, не знам сега јас. Да не тесна на теја некоја. Излегува дека за од раѓањето досега Рацин добива од матичната држава, која што е тој столб на оваа државност, по 800 денари годишно. Јас сега вакава математика правам. 1908 е роден Кочо Рацин. Так. 100 и колку му доаѓа? 116 години. Така, лани беше 115 со 60 годишен јубилеј на манифестацијата Рацинови средби и направивме некоја малку да кажеме зашто состои таа манифестација. Покрај традиционалниот поетски митинг на кој гостуваат поети, писатели од Македонија, гостуваат и од странство. И тие доаѓаат и престојуваат 2 дена во Веле, се запознаваат со делото на Рацин и со нашата култура. И го носат тоа на светот. Тие се представуваат пред нас со своји поетски творби и со своите дела. Се доделува Рациново признание за најдобро прозно дело за таа година. Значи има конкурс и се доделува Рациново признание и се доделува една награда за заслуги, почесно Рациново признание за заслуги во областа на промовирање на македонскиот јазик и култура во странство. Значи тие се две награди. Тоа е структурата на фестивалот. Во овие неколку години и нашите претходници кои го граделе овој фестивал додавале разни работи за да биде поприемчиво за широката публика.
а така се додадени концерт на отворено со македонски етногрупи, со познати македонски пејачи или изведувачи. Додадовме во овие 2 години, што немам искуство според министерката, маратон Трчај за Рацин. Додадовме еден кој претходно беше тргната од програмата, ултрамаратон пешачење од Велес до местото на неговото загинување, тоа е планината Лопушник. Има традиционален маратон искачување на врвот Лопушник, се со цел што поголем број луѓе на разни работи и спорт и воопшто не делува како така аматерски. да не сме имале искуство пристап кон работите. Напротив, и прилично комплексна програма и само јас сум 5 години сум бил во 2 наврати, ова 2 пати 2 години сега и 4 години, 6 години сум бил вкупно во организација на истиот тој фестивал. Патро, не се малку 83.000 евра. Денари. денари. Се шегу. Добро, околу ги го спомнавте. Ушешка да кажам само, Драган, 83 денари. 83 денари за Рацин, по 10 евра годишно од неговото раѓање и ниеден проект за Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Да, заборавивте, Институтот за македонски јазик секоја година одржува симпозиум на тема која одредува институтот, а се однесува на македонскиот јазик во некои корелации на самиот фестивал Рацинови средби. И тој ист македонски Институт за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Овие 2 инциденти би ги нарекол покажува дека ова не е само неспособност, туку дека е смислена стратегија за уништување, колку тешко да звучи ова, на македонските историски, културни, национални обележја. Па постојат и добри индици за тоа. И тоа може и од таков аспект да се разгледува. Дека ова е брутален упад во идентитетските прашања и погубно за јазичните политики на државата. Но сме поставиле ова прашање на многу политичари, морам да признам, на професори универзитетски. Еви вас ќе го поставам прашање во иако не сте должни да одговорите. Ако се согласиме дека е навистина така, дека постои интенција, секогаш прашањето е зошто појаволите. Знаете, ако го прави тоа некој друг од страна, може да најдете разбирање. Го прават бугарите затоа што, да речеме, бугарите имаат стратегија да докажат дека македонците се бугари, па врз база на тоа донеле одредени одлуки со кои што ќе го сторат тоа. Меѓутоа, како да се толкува тоа дека некој од натре го прави тоа? Дека некој сам на себе си го прави тоа, да се разбереме овие луѓе, ако е тоа што го зборувате точно, ти се наши луѓе, од овде родени. Повеќето од нив се етнички македонци, не повеќето, Добро, постои и 9 од 10. синдром на автодеструкција. Познат е тој синдром. Постои синдром на петта колона. Не вака лесно да кажуваме тоа, меѓутоа луѓе многу е. Многу е, наистина е многу. Во една прилика министерката ги посоветува уметниците да творат само за ведри теми. Се сеќавате? Да, тоа беше феноменална Ве молам, идеја. не замарете со овие прашања, творете ведри теми. Да не се огорчуваме, да не биде весело, да. Да нема поставување на вистинските прашања, ами од политичка коректност, а тоа за жал многу голем број на колеги го прават, го преќутуваат, премолчуваат и можат да направат разни работи за одредена сума пари и за комоција. Јас не припаѓам на таа клапа на политички коректни и сакам да кажам нема да твориме за ведри теми, ќе ги поставуваме овие вистински прашања во вистинско време на вистинско место. А добро, Михаил, ни за ведри теми исто така нема финансирање. Да. Пред 2 години. Мене не ми е финансирање ова ни ведрата тема. Ни ведри. Градоначалникот, председателот на Советот со одлука донесува одлука за формирање на фестивал на популарни театарски представи во Велес во чест на Петре Прличко, еден од Доајенот на македонскиот театар, апсолутно македонскиот театар. Не е доајен, тоа сега веќе другаче, тоа е легенда, не? Доајен Да, кој некој жив, да. но- Легенда, да. И оваа година исто така се аплицираше за додавување на средства дополнително од тие што ги определува општина Велес од 800.000 денари за ведри теми за популарни представи. Најчесто популарни представи се комедиите во нашите театри и не доби ништо. Така да и за ведри теми, зависи кој ги прави ведрите теми. Да, но овдека ако смеме да анализираме сега, не сега психолошки министерката да анализираме, не е коректно, меѓутоа исфрлањето на списанијата од Институтот за македонски јазик и на вредливата сума што ја добил Рацинови средби што ја добила манифестацијата, покажува дека за министерката овие теми се тешки и црни теми. Нефинансирање на вакви проекти
за неа се тешки црни теми. Ова е еден сосема друг вид на порака. Таа кажува дека таа има проблем со овие работи. Јас се извинувам што го гледам малку подлабоко, ова се обидувам да бидам реален, меѓутоа ова е директна порака дека Министерството за култура има смислена агенда да уништи тоа што бугарите не можат да го уништат. Не знам дали се согласувате, меѓутоа мене на тоа ми личи овде. Можеме само да предпоставуваме, а и да го оно што го гледаме води на тоа. Да нема, ако има друго објаснување, затоа ве прашувам. Ако има друго објаснување, со институтот и со Рацинови е само еден дел од бисерот за кој што немаме време нели да го образложуваме. Добро. А што е со меѓународното представување? Бидејќи го спомнавте меѓународно представување, освен овојте реализација, односно не реализација, току учество на тој фестивал во Приштина, како поминуваат нашите представи на меѓународно ниво? Односно не како поминуваат како награди, туку како дали воопшто имаат пари да одат во превод. Бидејќи секој одење надвор чини. Јас можам да зборувам само од свое име и од име на мојот театар, зависи кој како. Пак се е со кој како ќе се снајде, а тоа снаоѓање пак во близината или далечината со комисијата и со актуелната власт. Имаме одредено меѓународно представување на театарски представи, добиваме одредени награди некои наши представи, меѓутоа тоа е, како да ви кажам, во многу помал обем од колку што навистина би требало представување на нашата култура и не само за тоа. Едно ќе кажам едно врвно име кое нема да го видите во националната програма за култура. Барем јас не го видов, а го гледам секој ден на социјалните мрежи по големите концертни сали во светот, тоа е Симон Трпчевски. Јас никаде не го видов во нашата национална програма. На некој ќе рече на Симон не му треба, добро. Не, проблемот со него е друг. Македонисимо е изведувано досега ни светот, ми се чини 25 пати, зборувам за престижни светски филхармонии, концертни сали од типот на Ројал Алберт Хол и низ цел свет, а во Македонија, македонската држава, последниве 7 години како постои Македонисимо, значи додека трае оваа влада, имаше еден концерт кој што тој самиот си го финансираше на платото на Македонскиот народен театар и сега имам информација дека наскоро, некаде тамо на почетокот на април, повторно ќе го прави Македонисимо во Македонија, но не со поддршка од Министерството за култура. Повторно Симон сам ќе го прави со своите пријатели. Но Симон Трпчевски поради својата светска етаблираност може да си го дозволи тоа. Не така. Да, но целта на апсолутно не се согласувам. Се согласувам, но да речеме дека Симон може да си го дозволи тоа, тој ќе најде начин. Драган. Огромен број на други кои што допрво треба да се појават или да се покажат, не можат. Драган, Симон Трпчевски е Новак Џоковиќ во музичката уметност. Ние треба да го молиме да биде, тој не е ни професор, на факултетот за музичка уметност. Каков е односот на македонската држава кон него? Па сигурно не заслужува, веројатно не знае. Веројатно не знае човекот сам. Занемарувачка и работата многу други уметници. Симон некогаш бил на почетокот. Па, имено. Една, сега да не спомнувам имења, меѓутоа видов на социјалните мрежи реакции. Една наша етногрупа, етнопејачка, која реагираше жестоко на програмата, дека неколку пати конкурира во изминатите години, ова и другото, и не добива. По меѓувреме, претходните години, кога конкурирала на годишната програма, е одбиена. Други издавачки куќи, и кој Кроација Рекордс, ја знаете ви од регионот дека е голема издавачка куќа и други странски издавачки куќи го издадоа албумот на комерцијална основа. А нашето министерство не го препознало во годишната програма за култура. Добро, а тоа е на македонска етномузика. Ако бил технолог и не знам, бурекџија во комисијата, можеби е логично. Уште едно прашање, не знам ше колку време имаме, Драган, веќе. Па, дојаме до крај. Овде зборуваме за проекти од национален интерес. Да. Мене ова што го зборувате овде, вошто и тоа што го читав претходно на кои проекти добивале, овде мене ми речи на проекти од ситен, личен, социјален, партиски, политички, пропагандистички интерес. Овде нема проекти од национален интерес. Ова што го зборувате вие сега за Рацинови средби, тоа е национален интерес. Ова што го зборувате за не знам, за Институт за македонски јазик, тоа е национален интерес. Национален интерес не е да ние учествуваме на фестивал во Косово каде што претпоставам дека нема да се збори за Македонија, ќе се зборува за нешто друго. Кој е критериумот? Ова законски може да се побие на суд ако ги тужите. Токму затоа сме тука, бидејќи иако постојат мерила и критериуми, тие не се земени во предвид во оваа годишна програма. И колегите ја
окарактеризира како погубна и невидена досега. Ваква имало реакции ситни на поединци, не им се прифаќале проекти, па се правеле исправки и корекции, но ваков брутален упад на политиката, на политиканството би рекол, во културата досега немало. И дојдена е Нож до коска. Нож до коска, да, точка на кулминација, бидејќи ова е врв, може би може и уште повеќе ако Може. Да. На Македонија може да се ако падне има некоја секогаш следна повеќе. наредна годишна програма, ние се плашиме до кај би можело ова да кулминира. Како вели песимистот вели не може полошо, оптимистот вели може полошо. Добро, ако сме реални, со оглед на анкетите и се она што се случува на политичката сцена, веројатно министерката Костадиновска Стојчевска овој е последен пат да прави годишна програма, а следната година веројатно ќе биде некој друг министер, иако не мора да значи. Но Од тоа што се гледа мора да значи. Тоа одат работите како и да е. Ненад Витанов, Михајло уште до прашање пред да завршиме темо. се разбира. Зборуваме за некакви партиски, лични, не знам, политички причини за урнисување на системот на поддршка на проектите од културата. За колкава сума на пари се работи овде? Знаете ли за сите дејности, за сите проекти? Сигурно станува за Дека беше 34 милиони евра, ама не сум сигурен, не може. 34 милиони евра, така? Отприлика јас мислам дека така беше. За сите. сите платили по конкурсот. Да. Не е важно, се работи за милиони евра кои што треба да сериозни дојдат, значи суми. десетина милиони евра најмалку Да ја за промовираат поддршка. македонската култура, да ја унапредуваат, да ја промовираат и дома и во странство, има меѓународни проекти. Еве, на пример, Вечер на македонската поезија беше проект кој што 10 години шеташе по различни градови на Европа и правеше Вечер на македонска поезија. Оваа година не е поддржан. Се што носи добар звук, културен и естетски издржан, не е поддржано, а анонимуси се поддржани. Тука е гласот на фелата, која сака и бара итно разрешување на ваквите ситуации, ама не добива одговор. Дали се плашите дека во ситуацијава, освен новие политички, да ги наречам, притисоци, лобирање и така натаму, и социјална помош преку буџетот на култура, имаме и корупција? Десетинци милиони евра во ситуација кога во сите други сектори, енергетика, генерална економија, надворешна политика, МВР, каде што има сериозна корупција, може да исклучиме дека овде нема корупција, ја тебе, ти мене, пола, 10%, 20%? Знаете, имаме еден добар македонски научник, криминалист, кој во својата типологија на организиран криминал наоѓа институционален организиран криминал. И ако постојат индиции, тогаш треба да се бараат. Дефинитивно многу пари, многу незадоволни луѓе, зборуваме за сериозни уметници, сериозни луѓе кои што ја задолжиле Македонија во многу наврати, јас голем дел од овие луѓе лично не контактираат, прашуваат што може да се направи како впрочем си имаат мака како и вие. Луѓето треба да опстанат, имаат производи И тоа естетски издржани, уметнички, квалитетни производи. Не зборуваме овде дека секој треба да добие. Тоа напротив. Апсолутно. Тамам работа толку да се почитуваат правилата, критериумите, мерила и критериуми. Така има Министерството правилник има по кој што се бодуваат проектите. Така да бидат бодирани, се ќе биде во ред. Но тие не се така бодирани и затоа по Лабович може овде постои институционален криминал. Највисоките органи на власта го зафаќаат системот од горе кон долу. Обично така оди. Завршуваме овде. Михајло Свидерски и Ненад Виданов, ви благодариме што одвоивте време и се обидовте да ни представите дел од проблемите со кои што се соочува македонската култура, да не се лажеме, ова е само дел. Меѓутоа да се надеваме заеднички дека доаѓаат подобри времиња. И дека за вас, не само за вас двајца, туку воопшто за сите чинители во културата ќе се создадат услови. Ништо повеќе од тоа. Талентот постои, енергијата постои, џилбата постои, само фери коректни услови за да може да се функционира делува. Уметниците никогаш не биле богати, нема се збогатите како и новинарите, но наше е да се бориме од наша страна, ви од ваша страна. Македонија е таа која што и требаме. Драго ми е што нашите колеги се го креваат својот глас, се охрабрени да го направат тоа, бидејќи писателот не треба и не смее да биде политички коректен. Тој треба да ги детектира болните точки во општеството и да ги вади на површина. И токму тоа го прават
наши колеги во најголем број. Било кој уметник. Така, почитувани гледачи, се обидовме еве да доловиме дел од проблемите со кои што се соочува македонската култура. Вреди да се размисли, вреди да се бориме за нашата култура, затоа што на крајот на краиштата таа нас не дефинира. Утре во 15 часот е присутно издание на оваа емисија, а јас сигурен ќе ви се јавиме повторно со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.